27-28, значи утрешниот и наредниот ден, во Кавадац ќе се одржи земјоделскиот сајм Винотек 2017. На овој сајм нормално ќе се има механизација, системи за наводнување, хемиски средства, опрема за заштита и така. Се од земјоделие? Да, се од земјоделие. Колку досега има пријавено учесници? Се знае ли бројката? Па бројката ќе биде некаде околу 7-8 заради, малце покасно више почната моја работа, може малце тука направиме некои превид, ама ќе има доволно учесници. Какви се резултатите кои што еве до годинава ги има покажано овој земјоделски сајм во организација, ќе спомнеме уште еднаш на Винотек? Па едукацијата е многу голема за земјоделците на сајмот. Штета само што мразот пролетен падна, направи многу големи штети на земјоделците. Ама што е тука е, тоа не е едногодишно растение, тука се и праските, мора да се едуцират како да ги заштитат за до година. Значи, земјоделците онака секоја 4-та година капа си корове. И тоа е тоа. Во праксата ваквите земјоделски сајми покажале дека заинтересни се покажуваат и оние организирани предавања од страна на земјоделски стручњаци токму во тие датуми кога истите се одржуваат. Размислува ли и Винотек во иднина токму на одржувањето на сајмот да бидат организирани и вакви предавања? Па да, работилници се потребни, значи предмината година и ланската година имаме работилници, ама ова година заради затоа што е затворен тип и тука средствата се малце поголеми во инвестирањето и не се во можност оваа година, не сме во можност за да можеме да направиме таква работилница. Да ги повикаме на крај уште еднаш сите граѓани од Тиквешијата, кога е официјалниот старт утре и во кој период ќе може да го посетат сајмот? Па од 10 часот до 17:27 и од 10 часот до 17:28 ги покануваме сите, сепак ова е од нас за нас, значи тука се прави да се види што се има ново, како има, да се разговара и за органско производство и за, значи повелите дојдете.